Добро утро, почитувани. Добре дојдовте во уште едно издание на Да си кажеме. Една информација објавена деновиве вели дека македонците се меѓу најнесрекните народи во Европа. Истражувањето редовно го спроведува Галуп, а мери повеќе индекси во него, за да ја направи таа скала на среќа, на која секогаш, односно последниве години, или 8 година поред е на врвот е Финска, а Македонија е некаде на дното, како што реков, меѓу најнесрекните народи. На оваа тема утро имам голема чест и задоволство да зборувам со нашиот професор, филозоф, мислител, публицист и академик Ферит Мухич. Професоре, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телно. Добро утро. Иако станува збор за субјективни и вариабилни карактеристики, кога ево прашање среќата, наоѓаат начин, луѓето од Галуп да го направат ова истражување и редовно да го објавуваат. Вие како филозоф по вокација, професор, веројатно се занимавате со прашањето на среќата и веројатно кога учениците би ве прашале учителе кој е најкусиот или најбрзиот пат до среќата, а веројатно ве прашале каков е вашиот одговор? Не, прво да го прокоментираме. Кои се критериумите на Галуп? Еве, вели рангирање и клучни фактори за среќа, животниот век, слободата, безбедноста, корупцијата и довербата во другите. Така е. Тие се индикаторите кои ги зема Галуп. Да. Сега видите. Што вели филозофијата? Вие одлично рековте дека среќата е субјективно доживување, а се мери со објективни критериуми. Човек може објективни критериуми, значи веднаш нешто не е во ред, филозофскиот дух треба да се алармира. Човек може да е финансиски одличен, да има куќа, да има џип, базен, да има семејство, а сепак да е длабоко несреќен. Објективни критериуми би сугерирале дека треба да е среќен, али среќата е субјективно доживување. Така што целата работа мерење среќа, тоа е повеќе за насловни страници на мејнстрим медиумите, да привлече најсреќните народи, најнесреќните народи. Прво, народи не се среќни и несреќни, бидејќи тоа субјективно доживување. Народите се задоволни или незадоволни. И од политичка ситуација, и од економска ситуација, и од свое место во историјата и така натаму во дадениот миг. Така што не може едно стриктно субјективно чувство, како што е среќата. Не може никако да се објективизира, да се, така да кажам, деиндивидуализира и да се трансформира во нешто што ќе биде објективно. Но, би се обидел да реплицирам тука малку во еден дел. Збирот на тие субјективни карактеристики дава нешто или се формира во нешто што е многу силно и објективно, а тоа е јавно мислење, задоволство или критичка мисла на колективот. На колективот кој и всушност не толку критичка мисла, туку една, така да кажам, автоперцепција. Колективна автоперцепција. Народот во еден период, овој или оној народ, себе се доживува како главно задоволен од својата позиција. Или незадоволен, али не среќен или несреќен. Среќата и несреќата се апсолутно стриктно индивидуални. Тука многу грешат психијатрите, социолозите и така натаму, кои барат објективни показатели. Нема поголем апсурд и парадокс кога психијатарот ќе каже, видете, вие мислите дека сте среќен. Но јас истражувам и гледам, не сте вие среќен. И постојано тестови, видете дали сте среќни. Ако одговорите на 16 прашања, ќе дознаете дали сте среќни. Што ми треба било кој тест да ми каже дали сум среќен и кој може тоа да ми каже? Кај македонци тоа е интересно, инаку не е најнесреќниот. Одново нашите го пренагласија. 5,8 е. 7,7 или така нешто е најсреќната нација. Сега индексот го цитирате, така? Да. 5,8 е со уште бар 15 народи. Афганистан е на дното на табелата. Има уште некои, мислам дека е Украина сега на дното. Меѓутоа, далеку пред нас се некои народи од окружувањето. Еве, например, косовците, Босна и Херцеговина, сакам да кажам слични држави. Да, али затоа Унгарија, која е членка на Европска Унија, е иста како Македонија, 5,8. И тоа не го кажуваат. И има едно 7-8 држави кои се инако одлично котирани, исто 5,8, како Македонија. Не сме ние најнесреќниот народ. Кај нас инаку реално треба, тоа мислам дека би било значајно, токму за таа колективна автоперцепција. Македонците не се несреќен народ. Знаете она поговорка, во Босна немој да пееш, во Србија немој да играш.
A во Македонија немој ни да пееш ни да играш. Па несреќен народ не е најдобар и познат и тоа што најубаво пее и најдобро игра. Не може кој од среќа ли толку убаво пеат и од среќа ли толку имаат убави ора. Према тоа, тоа е историски, тоа е среќен народ. Рецепцијата е малце да го она што го оптоварува. Македонците имаат историски под притисок идеолошки како народ, тоа е хипотека од, јас би рекол, 20 век, после Балканските војни. Хипотека на некаква голема историска неправда и тој фактор на виктимизација. Како да сме постојано жртви. Треба да се ослободиме од тоа. И во учебници секаде, немој остави, не сме биле никогаш робови, никогаш не сме биле жртви. Имало тешки мигови, меѓутоа се живеело и не треба да се оптоварува со постојано страдаше македончето. Кога постојано страда? Страдат сега, палестинците страдат. Тоа е страдање. Страда евреите во Втората светска војна. И има, секој народ малце страдаше, ама ниеден народ не смее да си дозволи да превладее тоа негативното надо на позитивното, а македонците се многу ведар народ. И во однос на тоа, затоа сакам да кажам, они се сега со право помалку задоволни од колку што би можеле да бидат задоволни. Но капацитетот за среќата кај македонците е изразито голем што се гледа токму од ова. Да, но еве и истражувачите на Галуп велат дека кога ја прават таа анкета и тоа истражување кога го спроведуваат, луѓето не ги прашуваат за индивидуални ставови и преференции, туку се обидуваат низ тие прашања да ја одразат перцепцијата така е, на задоволството не на среќата. Па затоа заменет е терминот, па на јавноста. Јавноста себе се проценува како колектив, затоа реков колективна автоперцепција. Така. Македонците денес, гледајќи каква сме ситуација, има доста причини да не бидат задоволни. Пред се од ова страшна веќе голгота со идентитетот, со признавање, со непризнавање, со услови и така натаму, меѓународна заедница навистина го изложи на еден притисок. Меѓутоа, и економски и така натаму можело да биде подобро, можело да биде полошо. Меѓутоа, има доста причини да не биде 7,7, но 5,8 не е воопшто најдолно. Мислам дека некаде околу 80, али и оној кој е на 500 место има 5,9. Многу се мали разлики. Професоре, зрачите со голема доза на оптимизам. Нели неспојливо е да се биде и оптимист и да се биде мудар? Или... Па не, тоа е до душе, да, има она доскочица дека оптимистот е неинформиран песимист. Просто не знае, не сватил колку е лошо и на крај, да, кога се гледа така, се ќе заврши. Но одново и тука, гледате во оние серии, кога е нешто лошо, ќе помине. Токму тоа е она што не чини. Ќе помине, најголеми страдања ќе помине. Само оди доволно далеко и ќе види дека се ќе помине. И животот ќе помине. Но од друга страна, стварно и маките и страдањата главно поминува. Но како вели Меша Селимовиќ, тоа ли утеха да помине се? И животот да помине? Не, како беше тоа? Имено, не дали е тоа утеха и не е тоа негово. Тоа е многу јасно, ако човек каже ќе помине се, само да оди доволно далеко, ќе го доведе до тоа, дека ќе помине се како што веќе се поминало. И сега тука е сериозен проблем, која би била филозофска порака на сето тоа. Оној кој некогаш бил, а веќе не е. Нека е Султан Сулејман или нека е Бонапарт, Наполеон Бонапарта или кој сакате некој многу голем пеач, уметник и така натаму, но веќе не е жив. Дали тој, има ли било каква разлика меѓу него, кој веќе не е, и било кој никогаш и не бил? И тој не е, и некој кој не бил не е. Наеднаш е сето тоа се чини залудно, али не може, што велите оптимист. Не оптимист, него има кај македонците силна ведрина, има се уште има и огорченост, има лутина и оправдана, но оптимизмот и способност за една виталност, ќе кажам баш така, Бергсоновски термин, елан витал, тука е многу силен. И мислам дека ова анкета просто покажува, реално покажува состојбата на македонците во однос на нивна политичка, економска, меѓународна ситуација, и тоа е дури повисоко од колку што некој друг народ во иста ситуација би бил. Може би кога би имало истражување по жилавост би биле негде при врвот. Па тука е тоа, таа виталност е тука и ова покажува дека е, мислам, околностите не се да се биде реци ист со Грција, да се иде потполно ист со Унгарија. Они се членка на Европска унија одавна и така натаму, ние на што сме притиснати, а има 5,8, кај нас 5,8 е кај нив. Австрија е 5,8.
Добри, Колумбија е при врвот. Па. Еве, без намера да спорам дополнително со Колумбија вас. е одлично што е при врвот. Ќе Тоа е споделам- одново виталноста така. на народот. Ќе споделам ќе си дозволам да бидам малку индискретен, да споделам впечаток на мој близок пријател кој долги години живее во странство, но редовно доаѓа во Македонија и секоја година престојува по 10 дена овде. Вели, на секое доаѓање забележувам дека луѓето се се по-несрекни, по-свртени кон себе, по-нерасположени, по-депресивни на некој 10 начин. дена, се, како доаѓа, тој е се по-несреќен и се по-возрасен и се му е веќе помалку интересно и се помалку го привлекува и така што среќава луѓе кои се омиу велат. Он ги бара тие кои се како него. Кај него опаѓа елан витал. Не дека навистина има, мислам јас, сите велат веќе никој не се смее на улица и така, но не е точно. Кругот на моите луѓе не се смеат. Кругот на моите луѓе веќе многу ми наоднив пред 20 години не се меѓу живите. Не можеш јас од моја перспектива да кажам, види веќе од кога не видов некој да се смее, па со толку години не е ни чудо, али оди меѓу луѓето кои се 20 години да видиш дека уште се смеат, дека се уште силни. Мислите дека и ова е субјективен впечаток и покрај тоа што негов сосема сигурно. професоре се случува кочани, пожар во дискотека во кој гинат млади луѓе. Нема поле во држава, нема сфера каде што системот функционира како што треба. Веројатно тоа чувство на лична безбедност, на комоција во општеството во кое живееме. Затоа ви реков се објективни фактори. Тие го мислите тоа не влијае и на што е објектив, влијае на перцепција на задоволството од колективна ситуација. Не сме во добра ситуација, не сме вака, е тоа да. Меѓутоа, не може да се каже дека сме несреќен народ. Тоа прво би подразбирало дека сме некако без вина, жртви на судбината, јас реков, затоа не треба да се оптоварува ни еден народ со тој џокер на виктимизација, да се доживува како да е врзнего од сета неправда на светот и само е несреќен и само страдал. Не сум страдал никогаш, не сум бил никогаш роб. Мојот народ бил секогаш, духот на слободата бил посилен од било какви тие приказки за робството. Какво робство? Тоа е приказката, системот бил феудален, не бил робовладетелски. Народот бил сиот народ заедно бил, ако веќе зборуваме конкретно за тој систем, на исто ниво, правно исто ниво. Така што не треба да се оптоваруваме, а реков, многу други елементи покажуваат дека да, тоа е точно. Објективни показатели покажуваат, потврдуваат дека би требало да сме и пониско на оваа скала, отколку што сме, барем вредноста нумеричка би можела да биде и под 5. Украина е 4,7. Меѓутоа, фактор што сме сепак на 5,8 покажува дека тие објективни тешкоти влијаат на негативна перцепција на колективот како народ, но не влијаат на самиот елемент на она што се продава под насловот најнесреќен народ. Не се несреќен народ македонците. Тука се и бугарите и албанците, косовците се далеку пред нас. Да. Дали се малку пред нас и Косово и Босна и така натаму, што е исто интересно. Ситуација во Босна е реално понеповолна дури и од македонската ситуација. Веќе со таа поделба 49-57%, веќе со тие практично Дејтон, нестабилни околности, веќе со многу други елементи, но тоа покажува токму тој виталитет на балканскиот човек. Не, они се бар со централноевропските држави. Имаше пред некоја година истражување на ваши колешки од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, помлади, кои нас проведоа истражување на среќата во Македонија. Прво од таков вид тука, па мереа по некои други критериуми, односно врз основа на ова, личната безбедност и уште некои други фактори, чувството дека животот има смисла. Генерално, повторно како колектив, ја загубивме смислата во многу работи, дека ќе изградиме едно, барем оваа генерација, здраво и демократско општество, дека ќе влеземе во Добро, колективни идеали, мислам дека веќе нема ни едно општество во светот. Од она на Соединетите држави до она на United Kingdom. Веќе никој нема генерални проекти. Тоа се утопистички, што јас го користам не само како позитивно, него најпозитивно. Но вие велите, ако немаме идеали... Па затоа велам, не можеме... Што е утопија? Утопија е држава која не постои никаде, но карта на која не постои таа држава не е вредна ни да се погледне. Ме следите? Да, ве следам. Значи, утопија е држава која не постои никаде, но картата на светот на која нема таа држава,
која инаку не постои никаде. Не е вредна ни да се погледне. Мора да ја мапираме како идеја, но никој веќе не мапира никакви идеали. Да, но велите човештвото за да обстане му требаат идеали, а не идоли. А велите во исто време сите држави ги губат идеалите. Што е идолот? Имам кон тоа отпор, стварно идолопоклонство и во сите религии еден од големите гревови. Уривање на идоли. Со тоа почнуваат големите религии. Во христијанството имате таа иконокластика, еден жесток отпор на кршење на слики. Немој да го црташ Господ, не можеш да го црташ. Тоа е идол, го претвораш во идол, имаш и така натаму. Меѓутоа, идолите се генерално оние инстанции или едно некој може да го идолизира, некој фудбалер, пеач и така натаму. Идолот те наведува да клекнеш пред него, да лазиш пред него. А идеалот ти ги дава крилата, те наведува да посакаш да летнеш, да полеташ. Значи, идеалите треба да го стимулира човекот, а не идолите. Но велите сите и поразвиените држави од нас ги загубија идеалите. Каде оди тоа човештво без идеали? Тоа е најзагрижувачко. Тоа е најзагрижувачко. Токму затоа реков, за жал тие големи идеали, веќе не е само оно ин што велат, него практично јас не ги гледам никаде, а кај што ќе се јават, веднаш ги бомбардираат буквално со сите расположиви оружја и ги бришат тие луѓе кои имаат некакви колективни идеали. Нема било кој сега колективни идеали би значило сакате да смените нешто во светската геополитичка сцена. Нема тоа, оној кој ја доминира и кој ја крои по својот терк не сака да дозволи никој друг да прави ништо што би излегувало од неговите планови. И токму затоа, ради таа доминација на еден глобален империализам, задушени се сите партикуларни соништа и генерални соништа на човештвото за некакво генерално подобро и поправедно општество. И кој би бил одговорот на филозофијата како наука која секогаш требало да се занимава со поправедно и подобро, подемократско општество, нели велате како се оставило на мудрите да владеат наместо на силните, светот ќе бил едно такво убаво место за живење? Тоа е Платонова теза која не е проверена, можеби би бил, можеби не би бил подобро место, да речеме дека би бил, меѓутоа никогаш ниту еден владетел досега не бил филозоф. Така што не знаеме што е и нема да му дозвола да владее, меѓутоа што е задача на филозофијата? Да разбере. Филозофијата не е да смени. Не е да понуди одговори? Не, таа е да разбере, да сугерира, но не може да принуди, тоа не е политичка опција. Она може да стимулира одредени креативни, енергични, општествени акции, но неизиното е да разбере, како што вели Аристотел на едно место, да се види или да се пропадне. Филозофот е оној кој гледа. Да гледаш не е да не си слеп, меѓутоа да забележиш наеднаш во еден пейсаж, да види онда она, а дали забележа, што знам, насмевката на она особа тамо, дали виде, значи да видиш или да пропаднеш. Филозофот е тој кој треба да го види светот. Во многу поучни приказни, учителите, мудрите биле прашани кој е најкусиот пат до среќата и најбрзиот. Јас ве прашав на почетокот, веројатно и студентите вас ве прашале во текот на вашата долгогодишна кариера или еве вие како филозоф? Доверба во себе, хармонија со себе. Тоа е најсигурен и најкус пат до среќата. Среќата е, реков, субјективно чувство. Не може никој да ти каже, не одговара ни никакви тестови да провериш дали се среќен. Загледај се во себе. Меѓутоа, да си во хармонија со себе, тоа е многу значајно. Не си префрлај, како што народот не би требало да си префрла некои товари, дека е несреќен, дека е жртва на неправедна судбина. Не сум. Здрав си, енергичен си. Поделена е Македонија на 3 дела. Сепак се тоа географски и натамо и едно подрачје. Нека прават граници колку сакаат. Немој да се оптоваруваш со историски неправди. Оптоварувај се со чувство во себе и доверба во себе и во својата способност да живееш праведно во согласно со своите нормални, да кажам, стандарди, но и со своите највисоки морални критериуми. Според тоа, најкус пат до среќата е, има стотици тие афоризми и така натаму, но јас би го сето тоа кондензирал во ова што го реков. Да живееш во хармонија со себе, тоа значи да си ги прифатиш и своите пропусти и несовршености и грешки, да не се оптоваруваш со некоја голема грижа на совест, освен ако се неопростливи гревови, али белки никој од нас нема такви. Се случило, меѓутоа живеј со оние.
Јас, кога би правил држава, ја не би уривал ни еден споменик. Од пред 100 години, од 300 години, нека стојат. Чувај ги сите споменици во себе. Биди држава која себе се прифаќа во континуитет, од која постоиш. Тоа е патот до среќата. Среќен си се додека живееш во хармонија со себе. Може ли да живеат луѓето во хармонија со себе ако ја загубиле чувството за смисла во животот? Па не може. Или ако се економски преоптоварени, ако се многу задолжени, како што е поголемиот број од македонските граѓани, ако платата им е недоволна за да живеат пристојно, не велам луксузно, како да ја најдат таа хармонија во себе и да ја најдат тоа чувство на самодоверба? Со толку колку што може. Каде е одговорот? Одговорот е тука што никакви финансии не може да обезбедат хармонија со себе. Ајде има двојна плата, ајде сега 500 евра што барат синдикатите да биде минимална, нека биде 1000 евра. Кај многумина ќе се поправи, но мислам дека вкупниот број на среќни луѓе нема ни во 1-2% да се смени. Бидејќи инаку сите кои имаат доволно пари би биле среќни и би живееле во хармонија со себе. Тоа е еден елемент кој овозможува нормален живот, али кој може, што знам, на некои испосници кои живеат со рака ориз дневно, на Тибет Да им каже дека се несреќни. 300 евра е колку, а он е среќен, блажен. Тоа е во постојана екстаза. Значи, наравно, не да стане аскет по секоја цена и да живее без било каква можност реално да си прибави нормален човечки живот, но не смее да дозволи да го навасаат, да го скршат тие економски елементи, бидејќи самите тие не се доволни да ја створат среќата. Формулата е ова. Човек треба да свати дека она што го има, без оглед што има, она што го има, е бескрајно повредно од сето она што го нема, а пошто копне. Бескрајно е повредно тоа што го има, свати. Тоа е, да речеме, твоето здравје. Твоето семејство. Мака е да се најде, да се живее, ама остави мака. Здравјето веќе не можеш никако да го купиш. Има колку сакате богати луѓе кои се неизлечиво болни. Има и кои се здрави, ама тоа е само доказ дека сите тие среќата, влюбен си, готово. Среќен си, се разбираш со својата сопруга, со своите деца. То не може да се обезбеди со ништо. Значи, да го цениме она што го имаме, бидејќи е секогаш повредно од сето она што го немаме, али не во смисла да не сакаме повеќе, него во смисла да не дозволиме да не победи една таква површна тешкотија каква што е 100 евра. Со 400 не можам, со 500 би можел. Ма немој, ќе терам, ќе настојам да имам, ама среќата и хармонијата треба да се стабилни во себе. Тие човек својата сигурност ја има во себе, тај темелена врз него, а не врз надворешниот фактор. Тоа е целата работа. Професоре, на овој индекс на кој вие се повикувате од 5,5 за македонците, ако вас ве прашаат да се рангирате негде како човек, како општествено битие, како член на ова заедница, која би била вашата просечна оценка, вашиот индивидуален индекс на среќа? Не е индивидуален, него колективен. Ја би ја проценувал мојата позиција како еден од оние со кои треба да се идентификуваш. И мислам дека тоа е доста реално. 5,5? Мислам дека е тука доста реално, да. Јас би додал можда уште 2-3 плюс. Упорно велам 5,8, кај мене на мобилниот баш гледав пред некој ден 5,8. Зависи кои извори се. Но со оглед на тоа што сте професионално реализиран, приватно исполнет човек, јас сакам да бидам подиректен и ќе ве прашам, колку се чувствувате вие среќен? Па тоа ви велам 10-0. 10-0 е мојот индивидуален. Но како припадник на овој колектив, тука би бил некаде со овие, бидејќи има елементи, сите тие елементи не влијат врз мене. Не ме прават несреќен, ме прават незадоволен. Не влијат на мојата хармонија со мене, мојот склад со мене. Јас немам чувство на грижа на совест кон никого, никаква неправда. Тоа е огромна работа. Немам чувство на желба за одмазда. Тоа е огромна работа. Не сум оптоварен со тоа дека може би нешто ќе ми откријат од што се срамам. Не постои такво нешто. Жив сум на овие години, еве и разговарам со еден мој драг колега, псеедно, на телевизија разговараме. Децата се живи, здрави, ова, она, живеам во еден среќен брак. Ако е 10, 10, од 1 до 10. Ако е од 1 до 100, 100. Нема ништо што би ме направило посреќен. И нема ништо од она што
што би смалило малце од таа максимална оценка. Меѓутоа, велам, оценката реално овде е не збир на индивидуални среќи, него колективна состојба на народот во дадениот економски, политички и така натаму миг, во констелацијата во која тие живеат. Мислам дека е доста реално тука. Не може, би било нереално македонци да се најзадоволен народ, бидејќи им следува повеќе него што имаат, али би неоправдано би било и би било поразително да се понесреќни да мислат дека им следува повеќе него што имаат, а заради некаква неправда историска не добиват. Нема историски неправди за оној кој во себе верува. Било поминало, сега сме здрави и живи и ќе направиме нешто. Човек мора да свати тоа што реков. Изворот на среќата и она што е бастионот на среќата е внатрешната хармонија, не надворешни околности. Нема ништо што би ме направило посреќен. Еве, јас од секогаш сакав убава кола. Сега да ми дојде некој Бугати Вейрон, не би ме направил посреќен. Би бил добро, задоволен да го дам на синов да го вози. Но би ве направило позадоволен ако сте припадник на еден колектив кој живее во општество кое делува како што треба и функционира, нели? Придонесува на генерална благосостојба на тој народ економски за моите 100 милиони што ги имам евра, да речеме. Меѓутоа, мене не би ме направило посреќен ни 100 милиони евра да ги имам на конто. Ниту било што да добијам плюс, не копнеам по ништо. А од објективните околности кои влијаат врз колективитетот и вие како член на овој колектив, како се детоксицирате, односно како го балансирате тој степен на незадоволство кое сите објективно го имаме и имаме причини за тоа? Никако ги псујам. Како? Па нема, огорчен су, па во секоја прилика. Да не ме гледате пред телевизор понекога што се им кажувам на некои од нив, кога седам јас и гледам некои работи. Не, детоксикација само преку тоа што го истресувам незадоволството. А не е да се изолираме, да бидеме неинформирани за нештата? Не се затворам, да кажам, не ме интересираат. Не, тоа никако не. Оно што го спомнавме од Тибет, тоа е еден модел на среќа, да кажам, али ова, јас одам на она што рековме, Аристотелово зоон политикон, човек е суштество на заедница. Не политичко животно, но туку суштество на заедница. Ја себе се доживам во склопот на заедницата, при што она што е мојот интегритет и дигнитет, настојувам да го заснувам врз автономни предпоставки, а не врз некои надворешни хипотетички, врз категорички императив, што би рекол Кант. И кажавте како ја градите хармонијата со себе и таа благосостојба ваши и 10 од 10 или 100 од 100, меѓутоа еве Бугати не би ве направило среќни. Не би ме направил посреќен. Посреќен, а што ве прави среќен? Како преку 10 вашите индивидуални ритуали или како го уживате хедонизмот? Одржување на секојдневната рутина е еден голем чекор кон среќата, али нарушување не е да поремети среќа. Да речеме, нормално ја сега излегам многу помалку. Имам еден многу убав дневен ритуал од своји, да кажам, вежби, до медитации, до утринско луле, до ова она. Меѓутоа, ако треба да идам на еден утрински разговор, тоа све се прекинува. Меѓутоа, не ме незадоволен или огорчен да кажам, бе, мајко му, види, денес не можам да почнам со луле, не можам со ова, не. Значи, малку што може, или скоро ништо веќе не може да ме направи посреќен. Некоја добра книга? Не да ме направи посреќен. Само да додаде на тоа, ако имам 10 од 10, што може да иде? Нема преку 10. Може само, а малку нешто може да го смали. Еве, ве направи веројатно задоволен минатата година кога добивте награда за животно дело Константин Филозоф, прва од таков вид во Македонија што се доделува. Да. Тоа не го зголеми степенот на ваша среќа? Не, па тој е веќе максимален. Само ја, така да кажам, ја разубави. Ја потврди. Ја разубави. Чувството на задоволство, не? Ја разубави така, дојде едно фино. Има расположение или нерасположение. Лоши настани може да те нерасположат, но не да те направат несреќен. Тоа треба да настојува човек. Што друго ве направи радосен во изминативе денови, а што ве растажи? Ајде така. Па ете ова филозофска трибина посветена на мојата дребност. Така, 17 сјајни автори направија нешто која ќе помислам, тоа е стварно, не знам колку луѓето се навикнати денес и да читат. Еви, гледам инсертите на тоа и авторите кои се запишани. И да го почитуваат, но за мене тоа е една голема сатисфакција, еден огромен чин. Мислам стварно да
по целиот твој животен век доживееш така луѓето кои ги почитуваш, да направат едно такво издание, 17 автори од целата територија на некогашната Југославија, да ти посветат кој 15 страни, кој 30, кој 20, тоа е големо, 280 страници. Не знам, реков колку луѓето го ценат, но за мене тоа е едно големо доживување, една голема сатисфакција. Би ме направило несреќен ако пишува нешто лошо за мене, би влијаело малце. Не претерано, али би. Ова што пишуваат позитивно и убаво, тоа е во ред. Меѓутоа, самото тоа што се случи, дојде она класични метафори, вишна на шлагот и така натаму. Тортата е веќе тука. Овие работи се има вишна или нема вишна. Меѓутоа, тоа ме направи стварно професионално задоволен, човечки задоволен, почитување на твојата професија, на твојата средина, на луѓето со кои го споделува животот 40 години, барем како вокација, да покажат едно такво, да кажам, почитување, тоа ми беше навистина одредена сатисфакција и тоа високо го ценам. Прашањето беше што, кога последен пат сте почувствувале тага во поголеми дози, кога индексот на среќа личен е 10,10, има ли простори за тага? Има, како не. Има, мислам, веќе е страшно да се зборува, ме пренерази ова во Кочани. То не може човек кој тврди дека нема оние, да кажам, што би рекол Јунг, архетипски образци, споделува човек колективни чувства. Човек стварно како колективно суштество го погодува колективна несреќа директно како приватна несреќа. Тоа е таков удар беше што јас не може 2 дена ни да зборувам, ни да дојдам на себе. Беше неверојатно и може таквите работи. Страдањата кои се веќе 18-19 месеци врз Газа, оние деца, 18.000 убиени деца, 20.000 убиени жени, мајки. Мислам, тоа е како припадник на човечкиот род. Тие страдања, систематски, рамнодушноста на човештвото, најголем дел од оние кои можат нешто да сменат. Состојбата конечно Украина, Русија и тука се на 100.000 луѓе веќе страдани, млади луѓе. Тоа се погодува, разочарува. Меѓутоа, било која приватна загуба, ја загубив еден многу драг човек пред можда месец дена и тоа ме погоди, ме направи стварно несреќен. Ми дојдоа солзи. Човек треба да задржи тој својот сензибилитет, една емотивност и да ја негува, меѓутоа тука може да бидат оние елементи на несреќа, како колективни, така и индивидуални. Не сум од оние кои се рамнодушни кон туѓа несреќа, дури и да завземам таков став, не дава душата. Душата ќе заболи. Можам ја да се дресирам интелектуално, да кажам што ме засега. Мене ништо не ми е. Погодува стрелата, пробива право тамо. Конечно, и децата се стрели. Некој кој мисли дека има своји деца. Не, ние само ги од нашата тетива и лакот ги фрламе во животот. Они имаат свој лет, децата имаат свој лет. Така и овие чувства имаат свој лет и погодуваат. И има и радост може да се зголеми од некои убави настани. Ете, кога би престанале овие, што реков сега, геноциди, бомбардирање. Тоа би ја израдувало душата, меѓутоа, главно мора човек да настојува да е во хармонија пред се со себе. Да не крие од себе ништо, да не се оптоварува со никакви работи и да дозволи само се она што е за него важно да го засновува врз себе, а надворешните елементи да бидат она што се, надворешни елементи. Не можеш да ги контролираш. Затоа стоицизмот се и разви како ситуација во која треба да си рамнодушен кон она што не зависи од тебе. Меѓутоа не одам дотаму толку, одам на еден активен однос на живење со други и така натаму, не толку аутистички како стоиците што де факто го развиваат. И дали за крај може да заклучиме дека, мислам дека беше Хераклитова или нечија мудрост, вие знаете сигурно, среќата е како река која не може да допреш, но можеш да се насладиш само со тоа што ја гледаш. Па таа слика така или алегорија не ми е некако силна ни поетски, а ни филозофски. Не е така.
Можеш да ја допреш, како да не можеш. Среќата е многу автентично чувство, јас мислам дека таа може и објективно да се мери, како што може да се мери возбудување со галвански рефлекс на кожата, со сето тоа може апсолутно многу елементи се покажуваат тука, кои може да се констатираат како физиолошки промени во ситуација на среќата, но среќата е навистина едно конкретно доживување. Тоа е важен елемент што го спомнавте. Среќата не е отсуство на несреќата. Како што денот не е отсуство на ноќта, како што животот не е отсуство на смртта. Него тоа е активна состојба која сама по себе вреди, не во негација на несреќата, туку таа е активна, сложена, интензивна ситуација која својот темел го има во себе, како што секој човек кој има свој интегритет настојува да го има својот темел во себе. И како што се е двополово на оваа планета и во овој универзум, мора да има и Тоа тага е и многу радост. значаен елемент, тоа е заборавено. И мене патемно нека се лутат, али тоа gender studies. Тоа е термин кој е потпуно бесмислен. Джендер е од француско жанр. Имате жанрови во книжевност. Мажот и жената не се жанрови. Се човек. Но они се полови внатре еден исти род, човечки род. А имате машки пол и женски пол. Нема пол. Како нема? Сакате да кажете дека постои северен и јужен джендер на планетата, не северен и јужен пол, дека постои магнетен джендер плюс и минус електрични полови, се како не се биномот е тајна на овој универзум. Токму што реков денот и ноќта, животот и смртта, љубовта и омразата, али ете и тоа машко и женско. Се котиледони, дикотиледони, се живее врз основа на биномот и така што сјајно што го допревте ова. Ти и таа, или таа и тој. Тоа е одгатка на овој универзум и апсолутно треба да остане така, не да се релативизират или дури целосно укинат тие разлики. Само додека постои таа разлика, светот е се уште со некои надлежи кои се поголеми отколку она што би го нарекле очајување, despair. Имав една книга таква, Study in Fragmentation and Despair. Тоа е 95-та објавена, значи студија во распаѓањето и очајувањето. Тогаш нешто се распаѓаше крупно и имаше елементи на очајување. Постојано нешто крупно се распаѓа. Тоа е така, али и настанува. Важно, сопствениот интегритет да обстане и мислам дека луѓето во Македонија имаат задача, генерално, да сватат дека се секогаш во подобра ситуација отколку што им се нуди од некакви други перспективи. Вакви анкети се добри, али они охрабруваат. Реално таква ситуација покажува дека колку и да се распаѓа секогаш нешто големо, постојано нешто и настанува. Професоре Вугич, ви благодарам многу за гостувањето, ви посакувам добро здравје и уште многу мудрост, испечатена и искажена. Тоа значи дека досега не било доволно. 10 од 10 нека биде 100 од 100. Ајде конечно после толку години нешто мудро да се слушне. Добро е. Јас како што реков кога ми се јавивте за овој разговор само уште толку кај што ќе слушаш дека има многу цреши, земи мало кошниче. Меѓутоа да, ме радува, благодарам на поканата и сакам да учам, а не да подучувам. Малку кого може човек да подучи, али може да научи, може себе да се подучи. И ми помогнавте да јас да разберам некои работи кои не би ги знаела ако не водев овој разговор со вас. Прекрасно. Ви благодарам многу и најискрено и длабоко за овие убави зборови.